Главниот град деновиве диша со поспоро темпо. Продолжениот викенд по повод Илинден, летните одмори и жештините ги оддалечија граѓаните од скопскиот асфалт. Булеварите, центарот на градот и јавните површини се значително потивки од вообичаено, па дури и пусти. Ретки минувачи и поредок сообраќај е сликата што доминира во метрополата. Полупразни се и паркинзите, а помалку посетители има и во гостителските објекти. Дел од нив деновиве воопшто не работат поради колективни одмори, додека во оние што се отворени, бројот на гости е значително помал. Имаше луѓе, но не како пообично, затоа што сите се секако подмори. На Сабајле знаат да дојдат тука на утринско кафе, но исто помалку од обично. Најголем дел од Скопјани празничните денови ги искористија за одмор надвор од градот, додека оние кои останаа, според она што може да се види, за солниште од високите температури бараат во климатизирани простори како што се трговските центри. За да се забележи дека Скопје е значително попразно, не е потребна статистика. Доволно е да се погледне позадината. Еден од најпрометните булевари, кој што вообичаено е исполнет со колони возила, денес е необично мирен. Гледка која што може да се види само неколку пати во годината. Ваквото темпо ќе потрае уште некое време. А со завршувањето на годишните одмори и почетокот на новата учебна година, кога учениците повторно ќе седнат во училишните клупи, а повеќето граѓани ќе се вратат на работните обврски, Скопје повторно ќе ја добие препознатливата градска динамика.